Хроничната обструктивна белодробна болест е едно од најчестите белодробни заболувања, кое се карактеризира со прогресивно стеснување на дишните патишта. Главни предизвикувачи на оваа состојба се изложеноста на загаден воздух, пушењето цигари и работата во загадени средини. Според експертите, долготрајното вдишување на штетни честички и хемикалии предизвикува воспаление и оштетување на белите дробови, што со тек на време го отежнува дишењето и ја намалува физичката издржливост. Дополнително, пушењето цигари се смета за најголем поединечен ризик фактор за развој на хроничната обструктивна белодробна болест, бидејќи директно ги оштетува алвеолите и го намалува капацитетот на белите дробови. Студиите покажуваат дека повеќе од 70% од случаите на хроничната обструктивна белодробна болест се поврзани со долготрајно пушење. Од друга страна, загадувањето на воздухот, кое во урбаните средини е високо, дополнително го влошува здравието на дишните органи, не само кај пушачите, туку и кај оние кои секојдневно се изложени на штетните честички. Внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство објави дека една од главните приоритети на партијата ќе биде масивното зголемување на платите во повеќе сектори, вклучително и здравството, образованието и јавната администрација. Според партиски представници, целта е да се подобри стандардот на граѓаните преку спроведување економски реформи кои ќе стимулираат раст и ќе овозможат поквалитетен живот. Најавените мерки се дел од новата стратегија за поддршка на работниците и враќање на довербата во институциите. Исто така, реформите во здравството се клучна точка во програмата на партијата, со фокус на модернизација на болниците и воведување подобри услови за работа на медицинскиот персонал. Дополнително се планира унапредување на здравствената услуга преку инвестиции во технологија, обука на кадарот и подобрување на пристапот до лекови и терапии. Партијата верува дека овие мерки ќе го унапредат квалитетот на здравствената заштита и ќе го олеснат секојдневниот живот на пациентите. Во акција на српската полиција, уапсени се 11 лица поврзани со трагедијата во Нови Сад, меѓу кои и поранешниот министер за инфраструктура, Велимир Весик. Според првичните информации, апсењата се дел од истрага за корупција, злоупотреба на службената положба и занемарување на безбедносните стандарди, што доведе до сериозен инцидент со човечки жртви. Обвинителството соопшти дека постои сомнение дека осомничените свесно ги игнорирале предупредувањата за потенцијалната опасност. Трагедијата, која предизвика шок и револт во јавноста, доведе до засилена истрага за одговорноста на надлежните институции. Владата најави дека ќе продолжи со ригорозни мерки за утврдување на виновниците и спречување слични настани во иднина. Во тек се сослушување на уапсените, додека јавноста со нетрпение ги очекува деталите од истрагата и можните судски процеси. Русија изврши напад врз Украина со интерконтинентална балистичка ракета, што представува ескалација на конфликтот кој трае веќе повеќе од една година. Според украинските власти, ракетата погодила критична инфраструктура, предизвикувајќи значителна материјална штета, но засега нема извештаи за човечки жртви. Овој потек е оценет како провокација која дополнително ја заострува напнатоста во регионот. Украинските одбранбени сили соопштија дека продолжуваат со засилена воздушна одбрана за да го минимизираат ризикот од идни напади. Нападот со интерконтинентална ракета е реткост во тековните воени операции и укажува на намерата на Русија да демонстрира сила. Меѓународната заедница остро го осуди овој чин, повикувајќи на итно запирање на агресијата и продолжување на дипломатските напори за решавање на конфликтот. Американскиот председател Џо Бајден достави барање до Конгресот за отпис на долгот на Украина во висина од 4,6 милијарди долари. Овој чекор е дел од континуираните напори на Соединетите Американски држави за финансиска поддршка на Украина, со цел да се олесни нејзината борба против руската агресија и да се стабилизира нејзината економија. Во предлогот, администрацијата на Бајден истакнува дека долгот е товар што ја ограничува способноста на Украина да се фокусира на реконструкција и зајакнување на националната одбрана. Барањето за отпис на долгот најде на поделени мислења во Конгресот, каде некои законодавци ја поддржуваат идејата како неопходна мерка за помош, додека други изразуваат загриженост за зголемувањето на американските трошоци. Представниците на администрацијата потенцираа дека ова е клучен чекор за долгорочната стабилност на Украина, која е стратешки сојузник на Соединетите Американски држави во регионот. Конечната одлука ќе биде предмет на дополнителни дискусии и гласање. Северна Кореја и Русија потпишаа протокол за соработка во областа на трговијата, економијата, науката и технологијата, како резултат на последниот состанок во Пјонгјанг. Договорот беше потпишан од највисоките трговски представници на двете земји, а рускиот министер за екологија, Александар Козлов, ја водеше делегацијата. Според информации од руската новинска агенција ТАК, едно од значајните разложенија за соработката е зголемување на бројот на чартер летови помеѓу земјите за промоција на туризмот. За време на посетата на Козлов, рускиот лидер Владимир Путин и испратил подарок на Северна Кореја, повеќе од 70 животни од руските зоолошки градини.
Иако Ким Џонг Ун не ја потврди информацијата за испорака на воена помош на Русија, се проценува дека Северна Кореја може да испрати војници и воена опрема за да ја поддржи руската војна против Украина. Според јужнокорејските разузнавачки информации, околу 11.000 севернокорејски војници биле пренесени во Русија, што дополнително ја потврдува зголемената воена соработка помеѓу двете земји.